Православните верници денеска го чествуваат денот на светецот Ѓорги или по меѓународот попознат како Ѓурѓовден. Денес Светата Македонска православна црква, а и целата поднебесна црква го слави светиот великомаченик Ѓорги, роден во Кападокија од богати родители. Татко му пострадал заради Христа, а тој заедно како мало дете со неговата мајка се преселиле во Палестина. Кога пораснал Ѓорги, стапил во служба при царот Диоклицијан како војник и истакнувајќи се со својата храброст и добродетели, стигнал до чин трибун на своја 20 годишна возраст. Му бил миленик на царот Диоклицијан, но кога царот почнал да ги гони христијаните, Ѓорги несебично, без да се плаши од ништо, изјавил пред царот дека е и тој христијанин. Царот налутен, бидејќи неговиот миленик и 20 годишен трибун е христијанин, наредил да го мачат жестоко, па така тој наредил на почетокот да му ги врзат нозите на клада, на градите да му стават тежок камен. Не успевајќи да го убеди во верата, тој наредил на мачителите да направат колце со големи клинци и така вртејќи го на колцето, целото негово тело да стане една рана. Но претрпувајќи ги сите овие маки, светиот великомаченик Ѓорги, молејќи се на Христа Бога, веднаш бил исцелуван. Потоа го закопале во ров, само му оставиле главата надвор, 3 дена и 3 ноќи свети Ѓорги, така седејќи во ровот, се молел на Бога, Бог веднаш му ги исцелувал раните, а некој волшебник Анастасиј му дал најсилен отров да се напие. Пиејќи го свети Ѓорги отровот, тој не можел ништо да му наштети, па така гледајќи го ова чудо, кога и свети Ѓорги во молитва воскреснал и мртовец, царицата Александра, жената на Диоклицијан, волшебникот Анастасиј, некој земјоделец Гликери и многу други поверувале во Бога и исповедале дека тие се христијани. Разјарениот цар наредил неговата сопруга Александра, светиот Ѓорги и другите оние кои поверувале во Бога да бидат исечени со меч. Со Александра царицата издивнала пред да биде отсечена главата, а свети Ѓорги бил посечен заедно со другите кои поверувале во Христа. Многу чуда се случуваат при овој светител. Многу чуда има направено и до ден денес се јавува на луѓето и во јаве и на сон. Им помага на оние кои го бараат и го слават неговото име, бараат неговата помош. Дори Господ му дал да има и да им помага на бедните и на сиромасите кои ќе го повикаат со вера. Светиот великомаченик Ѓорги пострадал 33-та година за време на царот Диоклицијан и од тогаш до денес безбројни се неговите чудеса, па затоа и ние кои го се молиме на него да биде наш представник пред Бога, пред престолот Божи, да се моли на Христа за нас и да ни дарува телесно здравје и душевно спасение. Сите они кои го празнуваат свети Ѓорги, нека им е честито и Господ Бог, молите на свети Ѓорги, нека им дава здравје, радост и љубов.